Во извештајот на Европската Унија до кој дојде Reuters се предупредува дека до 2030 година Европа би можела да стане исто толку зависна од Кина за литиум-ионски батерии и горивни келии, како што беше од руската енергија пред инвазијата на Москва на Украина. Не е доцна, но мислам дека треба да действуваат прилично брзо. Бидејќи Кина се движи многу брзо во овој сектор, тие се светски шампиони. Тие исто така се обидуваат да го консолидираат својот став за суровините на друго место, например во Африка. Важно е, според мене, да се консолидира соработката меѓу Европа и Соединетите држави на иновацијската страна, бидејќи ова е водечката предност. Европа презема чекори за развој на сопствен екосистем за батерии, како што е Европската алијанса за батерии, која се обидува да стимулира инвестиции, истражување и развој. Франција ја отвори својата прва фабрика за батерии за електрични автомобили во мај. Целта не е да си има само фабрики за батерии. Треба да го контролираме целиот синџир на вредности. Прво, работиме на критичните материјали од кои треба да произведуваме повеќе, од кои треба да најдеме повеќе. Не можеме да бидеме целосно зависни од Азија за снабдување со критични материјали. Потоа, треба да ги рециклираме батериите. Кина инвестира многу во набавка на суровини како што се кобалт, литиум и манган. Пекинг отвори фабрика за преработка на литиум вредна $300 милиони во Зимбабве во јули. Демократската република Конго преговара за нов договор со кој Пекинг инвестира милиарди долари во инфраструктурата во замена за пристап до огромните резерви на кобалт и бакар во Киншаса. Пекинг може да работи целосно, координирано со државните предпријатија финансиери, така што тие обезбедуваат финансирање, инфраструктура и целиот пакет. На овој начин тие може да се движат многу побрзо од Европа. Трката по минерали во Африка, Азија и Латинска Америка е исто така можност за Западот да се спротистави на влијанието на Пекинг, вели Кози. Обезбедувањето добри примери и олеснувањето на нивниот развој во широка смисла, вклучително и образованието, е многу важно за иднината. Не можеме да го ставиме ова на Кина. Извештајот на Европската Унија предупредува дека поборувачката за батерии и горивни келии во автомобилите и домакинствата ќе се зголеми до 30 пати од сегашното ниво во наредните години.